Неколку фактори влијаат на тоа како ќе се одвива бременоста, како ќе се развива плодот во утробата на мајката, колкава ќе биде неговата тежина и други работи кои што ги интересираат, се разбира, родителите кои што веќе го очекуваат на свет да дојде новороденчето. Меѓу неколкуте фактори за кои што ќе слушнеме во продолжение во следниот прилог, ќе споменеме дека со ултразвукот всушност се одредува и се добива целосната слика и приказ на тоа како се развива плодот во текот на бременоста. Колкаво ќе се роди моето бебе? Ова е најчестото прашање кој си го поставуваат трудниците во текот на бременоста. Тежината на новороденчињата многу зависи од генетскиот фактор, поднебјето во кое се живее, но и од негата и исхраната на трудницата. Помала телесна тежина од нормална кај мајката под 50 кг пред забременување, покасно допринесува бебињата да се раѓаат со помала телесна тежина. У суштина, бебето ги добива сите хранливи материи колку што му се потребни преку папачната врвца, скоро и независно од тежината на мајката покасно. Меѓутоа, подобрата исхрана и некои други одредени состојби кај мајката зависат на крајната тежина на бебето. Од тие ненормални состојби кои ќе зависи тежината на бебето за големи плодови, например, што се тоа е шеќерната болест кај мајката, која што има или предбременност или која што ја стекнува во тек на бременност како гестацијски дијабет. Во тој случај обично се раѓаат така наречени гигантски бебиња со многу голема телесна тежина. И покачениот крвен притисок на трудницата влијае врз големината на бебето. Од други патолошки состојби кои што допринесуваат за смалена телесна тежина на бебето при раѓање, најчесто се тие, ние ги викаме гестози во тек на бременност, значи кај мајката од одредени причини се појава покачен артериски притисок со други промени во други органи, значи малите крвни садови се оштетени и на тој начин бебето добива помалку хранливи материи преку крвта во папачната врвца и започнува да се развива поспоро. Мерењето на растот на бебето во текот на бременоста се врши со помош на ултразвук. При ехопрегледот се врши мерење на одредени стандардни мерки кои даваат најдобар приказ за состојбата на плодот. Големината на бебето и тежината се одредува кога ќе се измери пред породување со ултразвучен преглед. Во самите ултразвучни апарати има одредена статистичка програма со која врз основа на добиените мерки на главата, на рачето, ножето, обемот на стомак, се добива предвидената, предпоставена телесна тежина кај бебето при раѓање со тоа што има некоја грешка, плюс 200-300 грама. Просечна тежина значи од 2500 грама до 4000 грама. Тоа се смета во нормална граница, над 4000 грама се смета дека бебето е многу големо, а под 2500 грама дека е со помала телесна тежина од нормала. Сега дали е само телесната тежина, па ќе го крстиме со мало за гестацијска возраст или има некои други патолошки промени, зависи од други фактори. Без разлика колку е тешко новороденчето, тоа во првите денови по раѓањето губи дел од својата тежина. Причина за ова е периодот на адаптација. Првото мајчино млеко, колострумот, е доволно да го нахрани бебето и да обезбеди добар раст и развој, а со таквата исхрана помало и губењето на телесната тежина.